Јас денеска сме во посета на Гевгелија на денот на пожарникарите. Драго ми е што градоначалникот, локалната самоуправа, пратеничката од Гевгелија успеа во соработка со Источниот плански регион, исто така и со прекугранична соработка и со помош од невладини организации кои што се занимаваат со овој дел да обезбедат опрема за пожарникарите, која што е нужно битна пред почетокот на летната сезона. Како што каже градоначалникот, се надевам дека ќе имаат што помалце работа, но сепак треба да бидат опремени. Не треба да застанеме тука, треба да се оди кон дополнително опремување и набавување на нови возила кои што дополнително би помогнале во нивната работа. Исто така можам да кажам и како носител во четвртата изборна единица дека сум исклучително задоволен од она што се случува во општина Гевгелија со изборот на новиот градоначалник. Навистина една офанзива, една градежна офанзива која што се чувствува во целата општина, исто така промена во односот и бројни проекти кои што следуваат во периодот кој што доаѓа, што покажува дека градоначалникот и советот ја оправдуваат довербата. Во исто време, ако ми дозволите, би сакал да искоментирам и една-две работи кои што се условно кажано од државната националната политика. Пред се сакам да најавам дека ВМРО не продолжува со активната блокада на собранието се до определување на датум за предвремени парламентарни избори. Она што го гледаме и што е евидентно е дека владеачкото мнозинство бега од оваа работа на начин што воопшто не се закажуваат активности во собранието, што е скандал сам по себе. 5 дена со ред, значи од понеделник до денес петок, во рамки на собранието не е закажана ни една активност. Не се закажуваат седници на собрание, не се закажуваат седници на комисии, што само покажува дека активната блокада на ВМРО-ДПМН е успешна, затоа што она што ни беше цел, а тоа е да ги блокираме штетните законски решенија кои што се спротивни на интересите на граѓаните, а се само во интерес на една тесна клика околу СДСМ и ДУИ, успеваме да го направиме. Се надевам дека ќе има доволно разум, доволно свест и доволно волја да седнеме во следните денови на лидерска средба на која што заеднички ќе определиме датум за предвремени избори, а исто така и ќе се договориме околу 4 клучни проблеми кои што ги има Македонија, тоа се во делот на финансиите, во делот на европските интеграции и проблемот со Бугарија, во делот на образованието и на здравството, како би можеле заеднички да наоѓаме решенија. Јас ви благодарам, поелете ако има прашања. Господин Михалевски, последниот период е актуелен скандал со перење пари со имоти во Дубај. Какви сознанија имате ви? Па да, тоа беше активност на една голема истражувачка мрежа на новинари од целиот свет, кои што дојдоа до податоците што богати луѓе ги имаат во Дубај. Според податоците кои што јавно беа изнесени, бројни лица од Македонија и бизнисмени поседуваат имот во Дубај. Она што се навестува во јавноста, пишува и одредени ваши колеги, е дека помеѓу собствениците на имот се и роднини и бизнисмени кои што се блиски на актуелната гарнитура на власта. Всушност, мислам дека и целата јавност е запозната со честите посети на одредени богати семејства од Македонија во Дубај, кои што не се ни кријат да ги објават фотографиите на социјалните мрежи. Она на што треба да одговорат во јавноста е за колку пари го имаат купено имотот, дали е тоа направено преку легални трансакции, дали можат да докажат потекло на парите, а ги повикувам задолжените институции, пред се Управата за финансиско разузнавање, Финансиската полиција, Управата за јавни приходи и Министерството за внатрешни работи да ги испитаат овие наводи, затоа што ова не се наводи од улица, условно кажано, туку се наводи кои што ги даваат врвни новинарски имиња и од регионот и од Европа, но и од светот. Така што треба да дадат одговори на овие прашања, на кој начин и со кои пари се стекнати тие имоти и дали тие имоти се можеби, односно тие пари се производ на кривични дела. Земјоделците повторно се жалат на откупните цени и немањето никаква поддршка од власта. Лош коментар? Па, ова е целиот земјоделски регион, тука целата четврта изборна единица. Години наназад изостанува здрава, паметна политика во делот на земјоделието. Ако предходната година мислевме дека е најлоша, ако 2020 исто така мислевме дека е најлоша, па 21 излезе полоша од 20, за жал 22 е полоша и од 21 и од 20.
земјоделците се соочуваат со неколку проблеми. Првиот проблем е дали воопшто ќе најдат пласман за собственото производство. Вториот, доколку имаат среќа да најдат, цените се исклучително ниски, да не речам поразителни. Понатака имаат проблем со обезбедувањето на средства за ѓубриво, кое што е до 3-4 пати поскапено во споредба со минатата година, обезбедувањето на семенски материјал и нормалните услови за работа, како и начинот на подршка на субвенционирање и на финансирање на земјоделците. Гледаме дека за семејството заеви не е проблем да добијат директен грант, односно директна неповратна помош од Министерството за земјоделие, иако мислам дека не им е потребна, а било кој обичен земјоделец треба да се изнамачи за да добие 20-30 или ако има среќа 50% субвенција за набавка на трактор, например. Така што ова се едни поразителни политики кои што се одразуваат врз грбот на земјоделецот во услови кога светот се соочува со војната во Украина и известното немање на храна, да вака дилетантски се однесуваат кон македонското земјоделство. Мислам дека се работи веќе и за еден вид на криминал, затоа што во услови кога Македонија може да произведе доволно производи и за самата да се прехрани, но да извезува, да се игнорира земјоделството и во Македонија се увезува храна, мислам дека е рамно национално предавство. Фала на сите.